Заврши комплетната реконструкција на спомен-костурницата во Велес. Министерството за култура ја финансираше реализацијата на градежните активности на спомен-обележјето. За таа цел, од буџетот беа издвоени вкупно 4,5 милиони денари. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска денеска изврши увид на реконструираната костурница. Доста е специфичен објектот, се вршеа голем број на анализи и со најсоодветни материјали се заврши екстериерната реконструкција. Исто така се конзервира и прекрасните мозаици од мазев, кои што се наоѓаат внатре во спомен костурницата, електриката и останати делови на самата реконструкција. Исто така сакам да информирам дека во внатрешниот дел покрај скулптурата која што се наоѓа, сега разговаравме со градоначалникот и со музеот овде во Велес, ќе се постават и уште 4 скулптури. Во изминатиот период беа реализирани низа активности. Реконструкцијата во спомен-костурницата се одвиваше во 3 одделни фази. Беа предвидени, се реализираа на 3 фази. Првата фаза беше надворешниот дел, значи решавањето со вода, вториот дел, значи окречувањето од внатрешниот дел и третата, значи како што спомна министерката, значи мозаициве од Петар Мазе, значи. Од локалната самоуправа изразија задоволство од обновата на спомен-костурницата. Градоначалникот Славчо Чадиев најави дека во предстојниот период ќе започне уредувањето на просторот околу спомен-обележјето. Видеонадзорот ќе видиме од она цела палета на видеонадзор што обезбедувавме за Велес за училиштата, за установите под локална самоуправа. Мислам дека има се уште останато од камерите и ќе ги испитаме можностите да се постават и тука, бидејќи знаете дека не ни дозволи агенцијата да поставаме камери во градските паркови кај што е најголемото уништување на уребаната опрема, меѓутоа ние мора да ги почитуваме укажувањата, токму затоа ќе побараме и посебно мислење дали смееме и тука да поставиме. Мада не гледам зашто не би поставиле, ќе завршиме и таа работа во текот на година и осветлувањето ќе биде комплетно и амбиенталното ќе биде поставено. Значи негде таму април-мај официјално ќе светне целата костурница на како што треба. При денешната посета министерката за култура најави дека оваа година ќе се издвојат средства со кои ќе се изврши конзервација на фреско-живописот во црквата Свети Пантелемон, како и обнова на фасадите во комплексот куќи на Варналиите.